Пред се ми представува особено задоволство што има можност на председателот на државата и лично да му честитам на изборот. Ова е наша прва официјална средба. Она што е значено од средбата е тоа што председателот Пендаровски искажа целосна подготвеност, начинот на неговото работење и сето она што значи користење на буџетските средства како председател на државата да ги стави на увид на јавност. Това значи дека онаа алатка за транспарентност што премиерот, министрите во владата, заменици министри, директори на јавни предпријатија веќе во неколку извештајни периоди ја користат и ја презентираат пред граѓаните, ќе биде на своевиден начин прилагодена согласно начинот на кој што функционира кабинетот на председателот и тие трошења ќе бидат на увид на јавноста. Ова е огромна разлика во споредба со претходниот председател Иванов, кој што воопшто немаше намера да ги презентира трошоците, начинот на работење пред граѓаните, беше целосно нетранспарентен. Да ја потсетам јавноста дека од кога беше уведена алатката за транспарентност во владата и предложена на јавните предпријатија, јас, мојот кабинет побара да ја употреби и председателот Иванов, тој тоа на драстичен начин го одби и кажа дека едноставно нема потреба од такво нешто. Значи сега конечно имаме председател, имаме кабинет на председател што ќе биде целосно отворен, транспарентен и целото свое работење и начинот на кој што ги менаџира и средствата и политиките ќе бидат достапни и презентирани пред граѓаните.